проблемите со избирачкиот список кои ги споменавме на првата пресконференција во 12 часот продолжуваат. Има нови случаи кои се забележуваат во Струга и во општина Ѓорче Петров и во повеќе други општини. Во Прилеп, на пример, би сакал да споделам со вас дека на избирачкото место 1454 двајца гласачи ги нема на списокот за парламентарни, а ги има на оној за председателски избори. На избирачкото место 1399 во истата општина Прилеп, еден гласач кој се пријавил, кој се проверил онлайн дали е на избирачкото место и го имало, меѓутоа денеска кога пошол на гласање го немало во избирачкиот список на лице место, така што не можел да го оствари своето гласачко право. Понатаму, што се однесува до некоректното, непрофесионалното и незаконското однесување на дел од на членовите од избирачките одбори, можеме да издвоиме дека понатаму упорно ги читаат гласачите на глас, имињата на гласачите на глас, и исто така упорно ги прашуваат гласачите дали ќе гласаат за председател или за парламентарните избори. И се разбира, тука имаме ситуација во која забележано е од нашите наблюдувачи дека голем дел од тие што се прашани дали ќе гласаат за председателски избори, ако кажат не, гласачкото ливче останува кај комисијата. Што ќе се случи со тие гласачки ливчиња, се надевам дека има релевантни институции кои ќе одговорат на ова прашање. Понатаму, забележуваме уште еден случај во изминатите неполни 2 часа на попречување на работата на нашите наблюдувачи, овој пат во Струмица, и кога сме веќе кај Струмица, кај Ромското мало, забележуваме сериозни турбуленции, голема тензија, стотина гласачи пред гласачко место, полиција, отворени партиски штабови, постојат индиции дека во тие партиски штабови се врши исплата на награда за глас, односно подкуп на гласачи. Истото е забележано освен во Ромското мало, во уште едно гласачко место, кое го изгубив во моментов, во општина Струмица, се врши агитирање пред гласачките места. Ова е исто така во ромската населба во општина Струмица, пред гласачките места, на едно од гласачките места дури еден пратеник врши отворена јавна агитација пред тоа гласачко место. Ако завршил со работа, нека оди, нека се одмори, бидејќи и онака не го почитува законот. Во Куманово, Кичево, Градско, нови случаи на јавно, семено и групно гласање. Понатаму, кршењето на изборниот молк, освен во оние избирачки места, односно општини каде што е тоа забележано, гледаме и во Автокоманда, Ѓорче Петров, Велес и во Центар. Уште еднаш апелирам во име на Цивил Центар за слобода да ги остават нашите наблюдувачи да ја работат својата работа, бидејќи односот на дел од партиските активисти кои се на теренот, кои го кршат законот по повеќе основи, исто така се обидуваат да им попречат на нашите наблюдувачи да ја работат својата работа, а секако имавме и неколку случаи во кои избирачкиот одбор учествува во таквата активност, односно попречување на наблюдувањето на нашите наблюдувачи.